Благодарам, почитуван подпредседателе, почитувани колеги, почитувана јавност, почитувана колешки. Вие сте човек кој што колку пати сме дебатирале, стоите на собствените ставови, едноставно сметате дека ние од опозицијата на што го зборуваме од инет или дека преувеличуваме кога велиме дека не блескате, дека не сте на прав пат. Јас за вас ова реплика ќе искористам неколку реченици од извештајот на Европската комисија за Македонија, овогодинешниот, и препоставувам дека вас и на колегите некои работи ќе ви бидат појасни во интерес на припрема на следните ваши дискусии за буџет. Па вели вака: капиталните расходи беа намалени при ревизија на буџетот за да се создаде простор за трансфери поврзани со кризата, но сепак во голема мера беа нереализирани. Ова дипломатски полошо не може да ви каже дека тапа стоиме на поле на капитални расходи, односно реализација. За проекција да проектирате, да го купите декември дека нешто ќе се прави, но потоа и самата комисија ви кажува дека работата е многу лоша. Зборот за образование и училиште така натаму. Според Европска комисија вели вака: реформата во образовниот систем е бавна, а огромна е неусогласеноста на вештините и дека не може да терате реформи без широк консензус. Понатаму, околу вработувањата, Европска комисија во извештајот ви вели, цитирам: постапките за договорите на определено време и договорите на дело се пониски критериуми. Продолжуваат да се користат често заобиколувајќи ги критериумите утврдени со Закон за административни службеници. Значи комисијава и тука вели дека тоа што го зборувате не е така. Не ние од опозиција, Европскава комисија која што не оценува и на која што претпоставувам не само декларативно, туку и де факто ревносно и верувате. Понатаму вели, цитирам: структурната трансформација на економијата и натаму ја водат странските инвеститори, господјо Лолита Ристова. А странски инвеститори, како што знаете и вие, и министерот, и ние сме последни на Балканот, имаме историско најниско ниво на странски инвестиции. Зборувавте за поврзаност. Во извештајот на Европската комисија ви вели: квалитетот на сообраќајната инфраструктура и трговска логистика останува низок, особено поради доцнењето на владините проекти. Потоа ви вели дека изградбата на железничкиот коридор 8 со Бугарија се соочува со значителни доцнења. Така, бидејќи во интерес на времето, ова се цитати, почитувана колешка Ристова, од Европската комисија. Се надевам дека ќе ни држите уште еден мотивационен говор овдеки, нив ќе ги побиете, па да видиме како ќе заврши сето ова. Благодарам. Контрреплика